Благодарам. Почитуван заменик министер, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. ВМРО ДПМН може да ви одржи предавање и да ви држи предавање по однос на економија и донесување на буџет. И реализација на буџет. И реализација на проекти. Ефектуирање на проекти. Пред нас е буџетот за 2019 година, цитирам, вика, тоа е основниот инструмент за спроведување на економската политика. Јавните финансии се клучниот сегмент на секоја национална економија за благосостојба на нејзиното население, а фискалната стабилност и одржливост се неопходни фактори за развој како на националната, така и на глобалната економија. Предложениот буџет е зголемен, најголем до сега. Прашањето е кон вас, а сакам да знае македонската јавност, како и на кој начин ќе се обезбедат парите. Дали праведниот данок, прогресивниот данок ќе го направи тоа или ќе се воведуваат уште многу даноци. Некој сугерираше, укажуваше, не ја чепкате фискалната политика, економијата во делот тамо кај што ВМРО работеше. Успешни бевме. Искрено бевме успешни во тој дел. Зошто менувате, не знам. Меѓутоа, останува на вас, вие сте власт, вие ќе го донесете, ние тешко можеме нешто да промениме, иако во делот на ова, јас и во ребалансот кога беше и сега за буџетот ќе интервенираме амандмански, со намера, тамо кај што сметаме дека не е направено, не се вклопени одредени проекти, би сакал да интервенирам. Меѓутоа, што направивте до сега? Што направи владата на СДСМ? Намален бруто домашен производ, гледаме дека слабо оди, слаба реализација на капиталните инвестиции до 30%. Значи, во еден период кога некој спортот го спомна тука, во времето на ВМРО ДПМН секоја година се отварале од 55 до 60 спортски сали. Ова година го немам. Имаше една спортска сала, училишна, беше министерката Десковска, а направена од ВМРО ДПМН да се слика да ја сече лентата. Нема странски инвестиции. Дел од странските инвестиции заминуваат. Значи, денес чув една информација дека една фирма се откажала, Тетовско требала да биде, со илјадо вработувања, заминала заради сите овие политики во делот на фискалната и даночната политика која имате намера да ја направите. Ја нема платата од 500 евра. Тоа е просечен личен доход. Многу вешто на граѓаните им сервиравте 500 евра плата. Во другиот дел зборувавме за минимална плата и покачување некаде до 12.000, а од друга страна 500 евра. Јас и вчера на претенички прашања кажав и сега сакам македонската јавност да разбере за што станува збор. Значи, ако јас зимам 800 евра плата, некој тамо работник зима 200 евра плата и ние двајцата зимаме 1000 евра плата. Просекот е 500 евра просечен личен доход. И шо фајде сега тој што зима 200 евра плата, што му значи тој просек, а јас зимам 800? Е, тоа им го ветувавте на граѓаните. Значи, не е фер да се играме со чувствата и со очекувањето на граѓаните. Граѓаните ви поверува. И, значи, тоа не се реализира. Понатаму во делот на овој буџет претходниот што беше, немаме откуп на земјоделски производи или проекти кои се реализира само тие што останат во ВМРО ДПМН. Искрен да бидам, сега како сакате ме сватите. Тие што ме препознават, јас сум од Штипот, регионот изборна единица 3, изборна единица, и сведоци сме дека тука едноставно проектите кои беа почнати, меѓутоа за жал и застана. Очекувавме дека патот до крајот на годината ќе го видиме конечно и ќе почнеме да се возиме по него. 3 пати го пролонгиравме. Немаше проблем, нити пари, нити делници, значи ништо не беше, се беше како што треба. И одеднаш патот не се прави. Не знам сега кога ние ќе очекуваме Штипјани конечно тоа се направи. А за возврат во целиот овој дел на буџетот не гледам кој проекти би ги добил Штип, освен дека нешто во буџетот видов, дека се продолжува финансирањето на клиничката болница, меѓутоа и тоа за жал престана. Не ви критикувам, замолвам до
Министерство за финансии, вие сте пратеници како што и јас, гласате тоа што ќе ви се даде, пробувате преку разни проекти разни желби или намери да дадете некоја идеја за проект, меѓутоа ми се чини дека тешко успеа. Некако како Штип да го заборавате и целиот тој регион. Така да, мислам дека тука ќе имаме сериозен проблем, бидејќи Штип е многу важен, на Штип му требаат проекти, се развива, се гради, индустријската зона, патиштата сега во моментов, значи Универзитетот Гоце Делчев, Штип стана веќе центар препознатлив и мислам дека сите патишта веќе водат кон Штип. Меѓутоа, покрај тоа што буџетот ви е огромен, има работи кај што вие ги намалувате. Јас ви реков 3,7 милиарди, сериозно многу пари се, прашање како тие пари ќе се обезбедат. Кој арач ќе им го наметнете на граѓаните? Што треба да прават за да се обезбедат тие средства? Покачувате во еден дел, ќе покачите плата, точно е, ама кажете им до септември. Бидете искрени сега. Знаеш како? Просечен личен доход, толку, ама не е плата од 500 евра, е просечен личен доход. Така кажете им на луѓето дека во септември да ги очекуваат платите, има нешто се во почетокот на делот, јавната администрација, меѓутоа претежно сите се во септември. Да бидеме искрени. Кажете им, почесно е. Не можеме сега, има пари, други работи се приоритетни така натаму. Јас ќе си очекувам и планирам во септември дека ќе добиам поголема плата. 5%. Ќар и тоа е ќар. Па до години така натаму. Меѓутоа после ќе ви покажам што значи проекти, што значи ефекти од буџети и реализација на буџети. Меѓутоа би сакал да потсетам на една работа. Намалување кај имате. Трансфери до фондот 20 милиони евра. Пензиско. Трансфери до фондот здравствено осигурување 5 милиони евра. Вкупно разни трансфери, тука вика 37,5 милиони евра. Владата си намалува дел од проектите, подршка за имплементација на декада на робите. 1,1 милион евра. Им се тргат. Владата тоа што бива. Влада, национален координатор за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам. Или некаде 90.000 евра се тргат. Тука има служба за општи заеднички работи 1,7 милиони евра. Функции на државата, регионален развој 8,8 милиони евра. Министерство за животна средина и просторно планирање, инвестиции во животна средина 20 милиони денари, тамо кај што можеби најмногу треба да се даде. Министерство за транспорт и врски, урбанизам и градежништво. Жичарата сте ја тргнале. Не критикувавте за некои такви проекти, проектирате мината година, жичара ќе ја правите и таа ја тргнавте. Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, финансиска поддршка за земјоделството или 2,7 милиони евра. Министерство за образование, високото образование 120 милиони денари. Министерство за образование уште еднаш за студентскиот стандард 150 милиони денари. Не може да ве разбера. Тука стварно не може да ве разбера. Од студентскиот стандард, од дечињата, од учениците, од едината на Македонија? Не. Министерство за култура. Универзитет Свети Климент кај Плавшник 104 милиони денари. Министерство за култура, драмска ден 60 милиони денари. Министерство за здравство. Превенција од кардиоваскуларни болести 12 милиони денари. А за лубриканти 1,5 милион евра има. Министерство за локална самоуправа, равномерен регионален развој 200 милиони денари. И така натака, и така натака. Штета што ова се случува и зошто ова се намалува. Има да интересен момент, јас повеќе буџет имав можност да бидам. Гледате дека многу малку интерес има од јавноста. Знаете што значеше на времето буџет на ВМРО да помене? Се тепа медиумите да слушнат каде има проект, некој близок до Штип, до Скопје, до Битола. Ало, предлагаат ВМРО да помене, ќе се прави пат, ќе се прави улица, ќе се прави спортска сала.
беше интересно. Сега вие што правите? Не сте интересни. Ке правиме буџет од 3,7 милиарди, а нема реализација. Минатата година го потврди тоа што се случува. И така ќе продолжите. Сега сакам да ви кажам за едно покрај другото, бидејќи во ова фаза е општа расправа, јас ќе поднесам повеќе амандмани во делот на цела Македонија. Поголеме дел ќе бидат Штип и Карминци, Кочани, Свете Николе, меѓутоа и за цела Македонија. Се надевам дека дел од тие ќе бидат прифатени, има потреба, реални се, бидејќи и во континуитет и претходно колегите од Социјалдемократски сојуз ги предлага, а сега гледаме дека не се ставени во проектите. Јас би сакал да ве потсетам за една работа, кои се ефектите од буџети кои ги предлагаше ВМРО да помане. Над 3500 проекти, мерки, реформи во тој период се правени. Врз основа на тие проекти и тие буџети, 7 пати поред Европската комисија даваше препорака до Европската унија за отварање на преговори за членство на Унијата. Врз основа на тие проекти и реформи, не само како проекти, како реформи, се доби визната реализација. На самитот во НАТО 2008 потврдија дека Македонија ги исполнува сите критериуми за членство во Алијансата. Работата на овие буџети на таа влада достигна рекордни преку 170.000 нови работни места. Намалена е невработеноста од 38% во време на СДСМ на најниско ниво досега 23,4%. Платите на просветните работници се во постојан раст, при што најниската плата од 2006 година до 2016 година е зголемена за 119%, а највисоката за 67%. Пензиите, кои вие ги намаливте, од 2006 заклучно со декември 2016 се зголемија за најниската пензија 2006 4.330 во 2006 на 8.895 денари во 2016, односно за 105,8%. Prosečната пензија од 7,688 денари во 2006 година на 13.754 денари во декември 2016, односно со 79%. Највисоката пензија од 27.606 денари во 2006 година на 37.882 денари во декември, односно 37,3%. Во периодот од 2008-2017 година отворени се вкупно 87 објекти за згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст, односно 60 објекти во функција на детски градинки и 27 центри за ран детски развој. Во период од 2006 година до 2016, заради подобрување на животниот стандард, подобрување на условите за живот и намалување на социјалниот ризик на примателите на социјална парична помош, ја зголеми помошта во просек за 69,8%, додека постојаната парична помош во просек беше зголема за 68,50%. Бенефитот од нашата политика ги почувствува и земјоделците преку обезбедената земјоделска поддршка во износ од 1 милиарда и 55 милиони евра вкупно, или на годишно ниво од 150 милиона евра, а во периодот на Социјалдемократски сојуз во 2006 година имавме само 5 милиона евра. Разлика евидентна. Унапредување на здравството со изградба на болници, клиники и набавка на медицинска опрема во износ од над 100 милиони евра, но и со едукација на докторите во странство. 2 новоотворени државни универзитети преку зголемени стипендии, намалени партиципации преку можноста за студирање во странство и многу други поволности. Започнавме со градба на 3 автопати нови, изградивме над 510 регионални или околу 750 километри локална патна мрежа. Во делот на авиосообраќајот овозможивме воведување на над 20 нови дестинации кон Европа, што придонесе за значителен раст на бројот на патници низ двата македонски аеродроми. 2015 година минале 1.500.000 патници. Четврти највисок економски раст во Европа во 2014 година. И покрај тоа што голем број земји во ЕУ тогаш има минимален позитивен раст, а дел од нив се уште во рецесија, македонската економија тогаш беше оствари раст на бруто домашниот производ од 3,5%. Значи, во една таква силна негативна состојба,
владата на ВМРО ДПМН направи силен економски раст. Сега, кога целото обкружување во Балканот е позитивно, само единствено Македонија на најниското ниво. И уште еден момент кај што Македонија е светски правака, тоа е во аерозагадувањето. И дури вчера не бевме испочитувани од градоначалникот Шилегов, не е тука. Меѓутоа стварно сме многу навредени, не заради тоа што си играше играчки, затоа што не напушти. Во еден момент може на секој не се случува на телефон, ќе видиме нешто. Ама да не напуштиш, да кажеш, да не изврегаш сите и да се отидеш, не е фер. Така не ги решаваме работите, рековме заеднички ќе градиме одредени стратегии, а во тој дел се договоривме дека можеби и заеднички ги понудиме заклучоците за решавање на тој проблем, кој треба да биде надпартиски. Странските директни инвестиции во земјата кумулативно за период 2007-2015 достигна 2281 милиони евра и се повисоки за 1498 милиони евра во однос на 2003-2006 година. 3 пати повеќе. Зголемување на платите во јавниот сектор. Платите на вработените во јавниот сектор се зголемија за 4%, почнувајќи со исплатата на куриската плата од 2014. Претходно во периодот пред кризата 2007-2008, платите за јавниот сектор се зголемија за 25%. Има еден проект кој сите го заборавија. Тоа е проект. Предизборно ветување. Отпис на долгови на најранливите категории граѓани кои поради светската економска криза и европската должничка криза се нашле во тешка материјална состојба. 30 милиони евра. Се сеќавате? Се сеќават секој помалку колку што од фамилиите си знаат кои како му се скратиле тие долгови. Да не заборавиме приватизацијата на дворни места за 1 евро квадратен метр. Овозможено е на сите, преку 300 баратели, преку 230 ефектуирани, на луѓе кои немале кров над главата, немале каде да живеат или имали изградени било диво градба, владата најде сила, најде средства, најде моќ, најде разбирање на сите едноставно, ако има 100 квадратни куќи, за само 100 евра да си ја легализира неговата куќа. И сега тој е горд собственик на куќата само за 100 евра комунали. Дополнително помагаше во инфраструктурата за да се тие куќи спојат со патишта, канализација, водовод и така натаму. Реален проект. За прв пат во Македонија вие го кажувате како вашите најголем проект и така натаму е минималната плата. Во времето на Социјалдемократски сојуз немаше, минимална плата. Искрено да бидам. И вие дојдовте кажувате ќе дадеме 12.000 дени. Страшна манипулација која не ги опфати сите фирми и не ги опфати сите граѓани. Тогаш, во тој период, минималната плата се зголеми од 8.50 на 8.800, март 2015 9.590, во јануари 2016 година, минималната 2016 изнесуваше 10.080. И доколку останеше ВМРО ДПМН на власт, ќе го достигнеше минимум, ако не и повеќе тие 12.000. Македонија е земја со најниски даноци во Европа. 2007-2008 година воведовме најнизок рамен данок во Европа од 10% на данокот на добивка и персоналниот данок и истиот го задржавме во услови на најголема светска и европска криза, во време кога другите земји ги покачуваат даноците. А да учите од ова. Не треба повеќе, тоа што барем во економијата. Дајте, одржете континуитет во тој дел. За вас се работи. За вашите деца, за вашите фамилии, за вашите овие што гласале за вас. На нив им правите лошо. Набавка на нови градски автобуси за Скопје, изградба на станови за лица со социјален ризик и други ранливи категории, групи, проект за домување на социјално ранливи групи. Со проектот за домување на социјално ранливи групи во период 2007-2015 завршени се вкупно 678 станови. 678 станови. И имаше некој што не ги пушти како кочени таму, не знам што се чекаше 3 години за да се пушти. За спортот некој зборуваше. Изградба на националната арена Филип II Македонски. Трибини направено со сите стандарди, не знам дали знаете, и внатре има атлетска стаза со највисоки стандарди за можност за организирање на најголеми европски и светски првенства. Дополнително салата Борис Трајковски, преку 300 спортски објекти, кажав дека годишно се прави од 55 до 60 спортски објекти. Аеродромите веќе ги кажавме. Уште неколку реченици.
веќе ги спомнав бесправно изградените објекти, парк на ветерани. Не знам дали се сеќавате кога одите за Грција, често пати одите, има таму електрани Богданци. И тоа кошта, и тоа некој го смисла да го направи. 2007-2015 година само преку различни активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот фатени се 88.619 невработени лица и постигнати се 34.610 вработувања, кои се уште се активни и постигнати се како резултат на мерките за вработување. Се сеќавате дали мерки за вработување кои им помагаа на фирмите? Им беа ослободени од давачки кон државата, огромен број на фирми го искористија тој период. Буџетот за образование зголемен за 72,3%, односно 13,4 милиарди денари во 2006 година, 23,1 милиарди денари во 2016 година. 7 години поред имплементираме концепт на бесплатно образование, бесплатни учебници за сите ученици во основно и средно образование. Зашто досега се вложени повеќе од 40 милиони евра. Бесплатен превоз за учениците кои посетуваат училишта кои се оддалечени повеќе 2,5 километри од нивните домови. Што значи тоа? Да се овозможи на секое дете, ако нема книга да му се даде, ако не може да оде на училиште да се испрати со автобус. До тој степен одеше таа влада претходно. Во период 2006-2015 изградени и доградени се 74 основни и средни училишта, извршена е санација и реконструкција на 390 основни и средни училишта, изградена е 51 училишна спортска сала во делот на образованието, кој зборувам. Дополнително Агенцијата за млади спорт, реков, има преку 300 други спортски објекти. Во делот на спортските објекти има еден проект. Да, уште неколку реченици. Има еден проект врз основа на кој овие 6 милиона што ги спомнувате се дел од игрите на сеќа и покер апаратите, а за ваучер приказната допрва и нема закон. Чекаме дали ќе биде и кога ќе биде наредната година. А 2 години власт и 1 година техничка влада, 3 години сте. Кога ќе чекаме? 1 година техничка влада, бомбите 2015, вамо тамо 2019, 4 години фаќа, не 3. Реновирање на студентските домови. И тука застанавте. Да ве подсетам, воведен систем на единствени цени на лековите. Од 2018 законска обврска за унифицирање на цени на лекови. Сите лекови во аптеките из Македонија се продаваат со единствени цени, одобрени од Бирото за лекови. Покрај намалувањето, се сеќавате колку пати се намалува лековите, граѓаните се сеќаваат колку полесно им беше и како може подобро да одат. Колку повеќе на позитивна листа беа ставени. Бесплатен јавен транспорт за во градски сообраќај за Скопје за пензионерите. Гасификацијата. Јас ви кажам искрено, кога зборе за гасификација, викам, можно ли ово да му се случи на Македонија? До тамо да дојдем, автопатишта, болници, не знам, спортски аеродроми и се. И уште гасификација. Искрено да ви кажам, не верувам. Сета тоа се реализира. И тука застанавте. На крај ќе завршам околу платите. Просечниот личен доход, тоа што им го ветувавте на граѓаните. 2006 13.328, 2007 13.884 или 2016, 2017 веќе преку 22-23 илјади денари. Тоа се буџет и тоа се реализација на проекти. Јас посакувам да ги постигнете истите резултати. Јас посакувам да го надмините се тоа што ќе го направите. Меѓутоа, изминатиот период не ми дава за верба дека ова влада ќе направи нешто. Слабата реализација на капиталните инвестиции, слабата реализација скоро на сите проекти ме загрижува. Јас не критикувам, јас укажувам, ве подсетувам, ве мотивирам да бидете посилни, да направите повеќе проекти, да можат граѓаните да живеат на нив им треба. Имаме сериозен проблем. Сушен период беше, иде, мораме да се справиме со сите предизвици. Граѓаните живеат од земјоделие, мораме да ја возможиме да не чекаме да падне од небото па за да ние да јадеме. Благодарам.